Промените во Штип што се ветуваат за локалните избори се случуваат, но на полошо, а главната активност на општината и градоначалникот се издавање градежни дозволи и бетонирање на Штип, обвинија на прес од СДСМ. На местото познато како Печурки, жителите од населба Автокоманда ќе добијат нов стамбен комплекс со неколку повеќе катници. Со години овде екзистираат трговци и прашањето е дали сега ќе бидат приморани да ги затворат своите бизниси. Ист е случајот и со паркот во населбата Дузлак, каде на сметка на зеленилото ќе никле комплекс на згради. Сведоци сме како на брутален начин се врши бетонизирање на зелените површини. Јорданов удри по парковите, при што се уништува зеленилото за градежен квадрат повеќе. Штип се развива и модернизира, а СДСМ е кочницата на развојот на Штип, возврати од општината. Бизнис ориентираната СДСМ очигледно не може да разбере како е можно во исто време да се задоволат граѓаните и да се зголемат приходите на општината, без никој да има личен интерес од тоа. Населбите Баби, 8 ноември, Сењак, веќе добија нови паркови, спортски и детски игралишта, а споменатите населби Автокоманда и Дузлак во периодот што следи ќе добијаат подобрена бизнис клима, повеќе зелени површини и содржини за сите генерации.